Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе го читаме и обработиме Псалм 21, во кој авторот зборува за тоа како Господ го благословува израелскиот цар. Но, мое лично убедување е дека дел од зборовите кои се запишани во оваа песна можат да се однесуваат и на Господ Исус Христос и неговата царска улога. Всушност, според некои устни и пишани преданија помеѓу рабините, овој псалм во минатото и се сметал за месијански псалм. Таков пример е Таргумот, кој е всушност халдејска парафразирана верзија на Стариот Завет, а и во Талмудот се вели дека царот во овој псалм е слика за Месијата. Познатиот проучувач на Талмудот, човек по име Раби Соломон Исаки, познат и под името Раши, кој се родил во 1040 година, бил еден од оние кои аргументирале дека ова е месијански псалм, но тој исто така аргументирал дека христијаните не се во право кога велат дека ова е текст кој се однесува на Исус од Назарет како Месијата. Се разбира, јас не се согласувам со неговиот заклучок во однос на тоа дека ова не се зборови кои се однесуваат на Господ Исус Христос. Овој псалм е важен и од друга гледна точка, бидејќи станува збор за текст кој се користи во литургиски цели во некои цркви за обележување одредени денови. Например, се користи за денот на Христовото вознесување, односно за враќањето на Господ Исус во слава и неговото тамошно присуство како големиот првосвештеник. Искрено, чудно ми е што во црквите се посветува малку внимание на тој настан. Го обележуваме Божик, Великден, а и Педесетница, но зошто не го обележуваме Вознесението? Лично сметам дека станува збор за важен настан на кој треба да му се обрне повеќе внимание. Тоа и ќе го сториме во оваа епизода, бидејќи овој псалм, покрај другото, зборува и за тој настан. Ова е Давидов псалм, исто како и сите останати досега. Во него не читаме само за Давидовото владење, туку и за владењето на Господ Исус Христос на земјата. Еден теолог го напишал следново: секој еврејски владетел е предслика на вистинскиот цар на Израел, било да станува збор за Давид или сите негови потомци. Сите тие се само сенка на вистинскиот владетел, кој од една страна е Давидов потомок, но од друга страна е и негов Господ. Време е да почнеме со читање на текстот. Стих 1. Господи, со Твојата сила се весели царот и за спасението од Тебе безмерно се радува. Како што претходно напоменав, станува збор за псалм во кој Давид пишува за своето владење, но исто така, овие зборови се однесуваат на Господ Исус Христос. Првичното значење се однесува на Давид, а потоа и на Исус. Царот Давид тука зборува за Господовата сила и спасение кој го веселат и радуваат. Вам кои сте запознаени со неговата животна приказна, ќе ви биде многу јасно зошто Давид зборува за Господовата сила и спасение. Во многу животни околности, тој имаше прилика да го искуси Господ и затоа го опева на ваков начин. Но, во послание до евреите, глава 12 стих 2, читаме за Господ Исус Христос, кој поради радоста која беше пред него, ги претрпе сите страдања на крстот и потоа седна од десната страна на таткото. Тој исто така се радува и на силата која му е дадена, но и на спасението кој им го дава на сите кои веруваат во него. Како што се вели во послание до евреите, глава 7 стих 25, тој има сила да ги спаси сите кои доаѓаат кај таткото преку вера во него. Стих 2. Ти му даде она што срцето негово посака, и молбата на устата негова не ја отфрли. Во псалмите читаме за голем дел од молбите и желбите на царот Давид кој Господ му ги исполни. Тој го благослови, му даде заштита од неговите непријатели, му даде да има успешно владење и слично. Но небесниот татко ги исполни и желбите на неговиот син, Господ Исус Христос. Тој се молеше за Бог да ги запази сите оние кои ќе поверуваат во него, за тие да бидат едно и така натаму. Например,
додека беше на земјата, во Евангелие според Јован, глава 17 стих 24, Господ Исус се молеше со зборовите: Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Ова е молитва која допрва треба да биде одговорена, а и сигурен сум дека таткото ќе одговори. Патем, во некои преводи кај овој стих стои зборот села или селах, кој е еврејски збор, чија цел е да не поттикне да застанеме и длабоко да размислиме за тоа што сме го прочитале. Стихови 4 до 6. Тој побара од тебе живот, а ти му даде долг живот во векови. Голема е славата негова поради помошта од тебе. Ти го покри со чест и величие. Ти положи на него вечен благослов, развеселувајќи го со радоста на лицето твое. Давид честопати се наоѓаше во ситуација во која неговиот живот беше во опасност. Тој имаше многу непријатели кои сакаа да му го одземат животот, но по неговата милост Бог дозволи да дочека длабока старост и да умре од природна смрт. Низ целиот негов живот Давид доби чест и величие, благослов и радост која доаѓа од Бог. Овој псалм е сведоштво за начинот на кој Бог се грижеше за Давид. Царот не ги заборави благословите кои ги доби од Бог. Господ Исус дојде на овој свет за да го даде својот живот како откуп за мнозина, но потоа небесниот татко го воскресна од мртвите и го врати назад во живот. Некој можеби ќе помисли дека овој псалм нема никаква поврзаност со Господ Исус, затоа што тој умре на крстот. Пред да биде распнат и да умре, тој го молеше таткото велејки: ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. На некој начин тој како да бараше да ја избегне смртта, а сепак таткото не ја исполни таа негова молитва. Но таткото го воскресна 3 дена откако умре. Не само тоа, туку како што вели псалмот, Бог го овенча и со слава, чест и величие. Продолжуваме со читање. Стихови 7 до 9. Зашто царот се надева на Господ и поради милоста на Севишниот нема да потклекне. Раката твоја ќе ги најде сите твои непријатели, десницата твоја ќе ги најде сите што те мразат. Кога ќе се појавиш, ќе ги направиш како огнена печка. Гневот Господов ќе ги погуби и оган ќе ги проголта. Пред некое време ми пристапи еден човек и ми рече: не верувам во пеколот. Му одговорив: не веруваш во тоа што Библијата го вели? Ми рече: не ми е гајле што вели Библијата. Не верувам во пеколот. Му одговорив: за жал, еден ден ќе поверуваш кога ќе го видиш. Овие стихови кои пред малку ги прочитав, многу јасно зборуваат за Божиот праведен суд, а јас би рекол и за пеколот. За луѓето е подобро сега да веруваат во пеколот, отколку да мислат дека е измислица и еден ден да се најдат на тоа место. Знам дека речиси никој не сака да слуша за пеколот, а од она што го читавме во писмото, би рекол дека и на Бог не му се допаѓа тоа што некои луѓе одлучуваат да завршат таму. Тој сака да се спасат, нудејќи им спасител во личноста и делото на Господ Исус Христос. Стихови 10 до 13. Ти ќе го уништиш плодот нивни од земјата и семето нивно меѓу човечките синови. Ако смислат против тебе зло и се договорат, не ќе можат ништо да направат. Ти ќе ги натераш во бегство, а од твоите лакови ќе пушти стрели во лицето нивно. Издигни се, Господи, со твојата сила. Ние ќе ја воспеваме и ќе ја прославуваме твојата моќ. Ова е навистина неверојатен псалм. Во него читаме за животот на царот Давид, за околностите во кои Господ го спасувал, му давал сила, го избавувал од неволји, од непријатели и слично. Ова е сведоштво за Господовата големина и за неговата моќ која се пројавува во животите на оние кои искрено му веруваат и го бараат. Сето тоа поттикна радост во срцето на царот. Но, тука имаме еден вид на предслика и на Господ Исус Христос. Сепак, иако во овој псалм се зборува за радоста на царот на царевите, сакам да ве подсетам дека Христос исто така беше и човек свикнат на болка и маки. Така се вели во книгата на пророк Исаија.
Тоа е една од причините поради кој на некои слики е представен како сериозен човек, а не како некој кој има широка насмевка. Не велам дека треба да градиме теологија врз основа на нечие уметничко дело, но сакам да нагласам дека додека беше на оваа земја, Господ Исус исто така искусуваше и болка и разочараност. Што се однесува до сегашниот момент, верувам дека неговото срце е исполнето со радост поради оние кои му веруваат и го следат, но исто така и со тага поради оние кои тврдоглаво му се спротивставуваат. Како што царот Давид се соочуваше со непријатели, така и Господ Исус Христос имаше непријатели кои се кренаа и се уште се креваат против него. Во книгата Откровение, глава 12, читаме за змеј кој се подигна против едно дете. Змејот е слика на сатаната, а детето е всушност Христос. Но потоа Јован Богослов во таа книга вели дека детето беше земено на небесата и му беше дадено да владее над народите. Тој е врховен владетел на целата вселена. Еден ден целосно ќе го воспостави своето царство и секи му биде подчинето под неговиот авторитет. Во стих 7 се вели дека царот нема да се помрдне. Давид беше убеден дека ништо не може да му се случи, а да е вон Божјата контрола. Истото може да се каже и за Господ Исус, зарем не? Се што се случи со него беше во контекст и светло на татковиот план. Во стиховите од овој псалм читаме и за Божиот суд. За разлика од царот Давид, кој чекаше на Бог да се одмазди врз неговите непријатели, Господ Исус Христос еден ден ќе дојде на земјата за да го воспостави својот суд. Во второ послание до Солуњаните, глава 1 стихови 7 до 10, апостолот Павле вели: Господ Исус ќе се појави од небото со ангелите на својата сила, во распламнат оган, за да им се одмазди на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послушаа Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети далеку од лицето на Господ и од славата на неговата моќ. Кога ќе дојде тој, за да биде прославен во оној ден сред своите светии и да му се восхитуваат сите оние што поверуваа, а исто така и вие, бидејќи со вера го примивте нашето сведоштво. Ова се однесува на иднината, кога Христос ќе дојде да се справи со своите непријатели, односно со сите кои не поверувале во неговата порака. Сакам да ве прашам нешто многу важно. Каков е вашиот меѓусебен однос со Господ Исус Христос? Дали сте поверувале во Него? Дали го следите Неговото учење? Дали е ваш спасител или пак ќе го сретнете како судија? Ако го следите, средбата со Него ќе биде средба во која ќе бидете благословени, а ако не го следите, ќе се сретнете со Него како со судија. Преку овој псалм дознаваме и за Божјата милост, но и за Божјиот праведен суд. Со тоа доаѓаме до псалм 22, кој според мене е највеличествениот од сите кои досега ги обработивме. Сметам дека ова е еден од најважните псалми во оваа старозаветна книга. Кога го читам овој псалм, се чувствувам како да стојам на света земја. Ова е псалм за крстот. Ако во псалмите кои досега ги обработивме, можевме да видиме одредени аспекти од Христовиот идентитет, живот и служба, во псалм 22 ги читаме неговите мисли и болката низ која минуваше додека беше измачуван и умираше на крстот на Голгота. Во сите 4 евангелија читаме за неговата смрт на крстот, но на таа смрт и претходеа одредени настани кои се запишани исто така во евангелијата. Читаме за начинот на кој беше предаден, уапсен, суден, за носењето на крстот до ридот Голгота, самото распнување и слично. Но од псалм 22 дознаваме што размислуваше во тие последни мигови пред самата смрт. Преку зборовите на Давид дознаваме што се случуваше во неговата душа и ум кога висеше на крстот. Кога служев како пастор во црква, секоја година на Велики петок сакав да имаме богослужба за тој важен празник. За време на тие богослужби често размислувавме за овие зборови на Господ Исус Христос, кои се запишани во Псалм 22. Низ годините сум слушал многумина како проповедаат на оваа тема.
Многу често ги повикував луѓето да се замислат како стојат пред крстот на Господ Исус Христос и да го замислат како е распнат на тоа парче дрво за нивните гревови. Но, интересно ми е тоа што преку овој псалм Бог не повикува да замислиме нешто подлабоко, а тоа е начинот на кој неговиот син се чувствуваше додека висеше на крстот. Во второ послание до Коринтјаните, глава 5, стих 21, апостолот Павле вели дека Христос, кој не знаеше за грев, стана грев за нас, за ние да ја имаме неговата праведност. Во прво послание Петрово, глава 2, стих 24, читаме: Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата. Преку неговата рана се исцеливте. Време е да почнеме со читање на текстот. Забележете како започнува псалмот. Боже мој, зошто ме остави? Зошто си далеку за да ми помогнеш, за да ги чуеш моите повици? Во овој прв дел од псалмот, почнувајќи од стих 1, па се до стих 21, читаме за понижувањето низ кое помина Господ Исус Христос. Потоа, од стих 22, па се до стих 31, ни е опишано прославувањето на Христос, понижување и прославување. Но, ајде да се вратиме на стиховите кои ги прочитавме. Оваа старозаветна песна започнува со молитвата на еден човек кој се чувствува оставен од Бог. Првично, ова е молитва на царот Давид, кој понекогаш се чувствуваше така во животот, особено кога се соочуваше со прогонство од страна на непријателите. Но, ова се зборови кои и Господ Исус ги изговори на крстот, кога се чини дека се чувствуваше оставен и напуштен од страна на таткото. Преку овие зборови ни се представени и така наречените човечки страдања на Господ Исус. Тој на крстот ги понесе нашите гревови. Би сакал да прочитам еден стих од посланието до евреите, во кој многу добро е објаснета суштината на неговото страдање. Во глава 2, стих 9 пишува: А гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт беше овенчан со слава и чест, та по Божјата благодат тој вкуси смрт за сите. Потоа, во стиховите 14 и 15 читаме: А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Во стих 18 се вели: Затоа тој мораше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Сите овие зборови се опис на тоа што Господ Исус го стори додека висеше на крстот, но тоа него многу го чинеше и тоа може да се види од зборовите: Боже мој, зошто ме остави? Се чини дека во тој момент Господ Исус се чувствуваше оставено и од таткото на небото, а и од најблиските на земјата. Прашањето е: зошто Бог го остави? Одговорот ќе го добиете во следната епизода, кога ќе го обработиме овој псалм. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.